Свирежи со скандирање "Оставка, оставка" одекнува од претседиштето на СОНК, каде дел од членството доцна попладнево се собра во знак на револт од одлуката на раководството да се стави штрајкот во мирување. Дел од наставниците бараа синдикалниот лидер Јаким Неделков да излезе и да објасни што значи последната одлука за ставање на штрајкот во мирување. Во однос на тоа дали утре ќе продолжи наставата, вела дека оние деца кои ќе дојдат во училиште нема да бидат вратени. Ние никогаш не ги затворивме вратите за учениците, напротив, оние родители кои што на некој начин не поддржаа или сметаа дека не треба да престане воспитно-образовниот процес, носеа деца во училиште. Сите оние членови кои што не се членови на СОНК и не се во штрајк, заедно со директорите организираа настава за тие деца. Значи вратите никогаш не беа затворени. Друга наставничка пак кажа дека се чувствувале изиграни и изманипулирани од синдикатот и порача дека не станувало збор за никаков работен спор, па сега да има период на примирие, како што рекол претходно Неделков. Наставниците и професорите побараа од Неделков да престане да ги споменува, но и да се ценка со тие 18% покачување. Сите го бараат колективниот договор. Работен спор, да појаснам, би имале тогаш кога нашето членство би поднело или би сакало да поднесе тужба до МОН за да ни ги исплати наназад 6 години кога не се направени согласување на нашите плати. Меѓутоа овдека апсолутно не станува збор за никакви тужби, ние не сме во работен спор, ние сме во штрајк. И на нашиот претседател треба да му биде јасно, ако не сме правници, дека не сме неписмени. И би го замолила господинот претседател, бевме на една работна средба пред ден-два, го замоливме да престане да ги потенцира тие 18%. Значи на просветниот работник не му се битни 18%. 18% во одлуката за донесување на штрајк апсолутно не беа никаде спомнати. Значи наша прва работа и основна ради која што тргнавме во штрајк е донесувањето на колективниот договор. По протестот на СОНК, Алфа стапи во контакт со првиот човек на синдикатот Јаким Неделков. Тој рече дека сите чекори биле преземени откако се консултирал со членството. Упати апел да не се подклекнува на притисоци, зашто како што рече на крај сите ќе стигнеле до посакуваниот резултат. Инаку дел од наставниот кадар излезе на протест откако преку медиумите дознале за одлуката на СОНК. Ако согласно закон имаме обврска да го ставиме штрајкот во мирување, јас наистина не знам кој човек би можел спротивно да мисли дека постои опција и да не се прифати. Ние тврдиме дека штрекувачите имаат право на цела плата, на сите дневници. Инаку синдикатот го стави штрајкот во мирување по добиеното известување од Министерството за труд дека токму Министерството за образование е подготвено преку мирно решавање на спорот да се дојде до решение.